Почитувани, добар ден. Денешен гостин на Зошто е Дејан Радуловски од Битола. Добар ден, Дејан. Добар ден. Фала ви за поканата. Како е надвор, топло? Топло. Прилично топло. Добро, вие студенти можете се да издржите. Па така викат. Сега. Добро, Дејан, ти имаш 23 години. Еве зошто те викнав во ова издание на Зошто. Паралелно студираше или студираш се уште два факултети. Велам така бидејќи дипломираше со просек 10 на Институтот за историја при Филозофскиот факултет, така? И политички студии на правен факултет. Така. Едниот заврши, Да. ама се запиша на Политички студии при правниот факултет. добро, а на И историја, постдипломски, односно магистарски на историја. значи се уште си на два Да, колосека. значи паралелно на двата со време. Истовремено и работиш Да. Како келнер во Гет кафе, во Гет. Добро. во Кисела вода. Добро. Сега кај наоѓаш време за сето тоа? Ако има љубов кон нешто што го правиш, може да постигнеш се. Ќе ги лимитираш работите, ќе лимитираш дел од спиењето, односно ќе си го коригираш времето во насока на потребите. Ако имате љубов за нешто, ќе најдете и време за нештото. И колку според има мене. време за дружба, за спиење, за... Па прилично има време за све, во некој ден ќе спиете помалку, некогаш ќе спиете поќе, некогаш ќе се дружите помалку, во зависност од условите во кои се наоѓате. Така. Дејан, некој да студира и да работи во исто време не е ништо ново, не е нешто невообичаено, но на два факултета сепак предизвикува внимание. Прво, зошто историја? И зошто покрај историјата студираш и политички, како рековме, политички студии? Историјата уште од мало дете јас често знам да слушнам како мајка ми, татко ми кажуваат, јас колку ќе се сеќавам сепак на мои 4-5 години сум се интересирал за такви работи и едноставно кога се запишав во основно училиште, кога почнав со образованието, професорот кој што ми беше по историја во основно училиште едноставно ме насочи кон тоа. Свати дека јас имам капацитет за општествено-хуманистички науки и ме насочи исклучиво кон тоа и веќе во основно образование јас бев свесен во која насока ќе оди моето образование. Односно дека ќе биде историја, дека ќе студирам историја и ќе бидам историчар во животот, а политички студии исклучиво од филозофски аспект на историјата. Односно на историја повеќе се опфаќа политички прашања, економски прашања, социјални прашања, дипломатски прашања, но историјата на мислата, односно филозофскиот дел на одреден период не толку многу. И сега ако јас на постдипломски студии сум насочен кон истражување на нововековна историја на Европа, не можам да истражувам ако не ја знам мислата во тој период. Или класичен пример е денешното време. Ако не сме запознани која е мислата во Западот, например руско-украинскиот судар, која е мислата во Русија или која е мислата на Западот, не можеме да го сфатиме на некој начин и самиот судар. Па во таа насока политичките студии ќе ми овозможат да се запознам и со филозофската мисла подлабоко во однос на тој период кој што се залагам да го истражувам, а тоа е нововековна историја на Европа. Добро, и кога ќе завршиш сето ова, имаш уште доста, бидејќи допрва сега се запиша на постдипломски, сега заврши прва година. Да, прва година политички на студии. правниот факултет. Да. Така, значи, дали во меѓувреме бараше сериозна работа, како историчар? Искрено да ви кажам, нема многу барано, заради тоа што немав и доволно време да се посветам на тоа, заради тоа што бев Америка. Кога се вратив од Америка, веднаш го запишав политички студии, таман што дипломирав историја, работев како замена во Корчагин и сето тоа дојде многу на брзина и немав доволно време, но сега стварно сакам да најдам некоја работа по струка, како историчар. А според твоите видувања има ли работа како историчар? Видете, тоа е веќе дали зборуваме за реална состојба или идеална состојба, односно има многу услови кои што не зависат од мене. Дали има работа или нема работа. Може во реална ситуација да постои потреба од кадар, но ситуацијата, односно условите за да влезиш на таа позиција која што треба ти да ја работиш, има некои услови кои што не зависат од мене. Како што пример, член на некоја политичка партија. Ќе дојдем и до тоа, пред тоа, значи во последниве 20 години се случува своевиден екзодус на младите, претежно кон запад. Која е главната причина според тебе? Видете, финансискиот дел јас сум сигурен дека не е. Ете, јас како келнер вадам повеќе од доволно, да бидеме реални. Но моментот иди сите останати проблеми секојдневни со кои што се соочуваме во општеството. Додиме на доктор, с краја било сепак луѓе сме, додиме на доктор ти треба пријател. Додиш во училиште,
детето колку и да ти е способно, другото дете ќе го третират еднакво во смисол на знаењето, не во смисол на сите други останати работи, заради тоа што е син на некој човек или ќерка на некој друг и така натаму. Значи корупцијата, непотизмот според мене се главните причини, а класичен показател за тоа е тоа што елитата ни се иселува. Во одреден момент луѓето кои што стварно имаат финансиски капитал, значи тие се богати луѓе се иселуваат од оваа држава. А кај се гледаш ти себе си во блиска и најве, ова те ајде нека остане поранова. Кај се гледаш себе си? Искрено се надевам дека тука. Оти јас од секогаш сум сонувал дека иднина ќе ми биде во Македонија. Се надеваш? Се надевам. Ама не си сигурен. Не сум сигурен заради тоа што, видете, јас вложив ненормално многу труд и не ќе да ми пропадне туку така трудот. Јас не дека се срамам да работам како келнер или како нешто друго, но моментот иде колку труд сум вложил да бидам нешто друго. И ако државата ми дозволува да бидам тоа што јас сакам да бидам, а не дека јас сакам да бидам туку така, туку сум вложил труд да бидам тоа што сакам да бидам, тогаш да, би останал тука. Но ако нема услови, во едни вакви околности каде што англискиот јазик се користи сегде, зашто да не пробам и на друго место. Кога дојде, рече дека учиш и уште јазик. Да, германскиот во моментот сум на почеток, но учам интензивен курс, така да за година и пол до 2 години, сега не сум сигурен, но би можел да го конзумирам и со присуство во земја, например да одам во Германија или да одам во Австрија или во Швајцарија, каде што секојдневно се конзумира јазикот, сметам дека за 2 до 2,5 години ќе го усовршам. Знаеш што, Дејан, кога зборувавме и преска и кога видов што уствари ти студираш, помислив дека тој тип на кадри, да речеме правници или политиколози или историчари, не се потребни на Запад. Многу млади луѓе во оваа држава што прават? Намерно се запишуваат, да речеме, на медицина или на некои други факултети и уште при самиот упис целта им е да завршат тука, да се ишколуваат во државата и да одат на работа во друга земја, дали Германија, дали во друга европска земја или можеби во Америка. Сега, ја мислам дека ти не си тој тип, дека тоа не би го направил, меѓутоа толкава ли е разочараноста од системот што не функционира во државата, што еве еден историчар кој завршува со 10, кој постдипломски запишува, кој студира истовремено и политички направен факултет и вика не сум сигурен дека ќе останам тука. Разочараност нема кај тие кои што прифаќаат корупцијата во државата. Кај тие кои што сакат да бидат легални по секој можен дел, постои голема разочараност. Така да, видете, според мене лично, ако сакаме да го напредиме животот на младите личности, прво нешто што треба да се направи, да се укинат младите ограници на политичките партии. Да те прашам, тој дел за партиите, кога веќе го спомна, гласот на младите се слушали од партиите. Политичарите ветуваат полна уста, некои викаат празни раце. Тоа ми е поентата зашто сметам дека треба да се укинат ограниците на млади луѓе, како што се УМАС, како што се млади сили на СДСМ, не знам кои се црвена младина на левица и добра, така натаму. Добра, ма и тие луѓе имаат право политички, младите се ангажираат доколку сакаат да сменат нешто. Никој не му го забранува тоа, но сепак имаме други организации каде што младите може да го кажат ставот. Например, ако ја споредиме моќта на некоја млада организација во рамки на политичка партија или на моќта на студентско собрание на УКИМ, или на студентско собрание на филозофски факултет, ќе разбереме дека нема никаква еднаквост помеѓу тие две. Гласот на студентското собрание на УКИМ не представува ништо во споредба со гласот на младите ограници на политичките партии. Главниот проблем со младите ограници на политичките партии е селективност. Таму имаме класичен непотизам. Родителите си селектират кои деца ќе бидат дел од тие млади ограници и после само му го градат патот по кој тие млади ќе движат. А што се однесува до студентските движења, постојано и ние како медиум сме пишувале и други медиуми во врска со студентските домови, имаше протести, па потоа со таа субвенција или како ја нарекуваат, што ја даваат за ужина, за хранарина. Некои работи се изборија, нешто не се изборија. Како функционира тој систем? Тука идеме до главниот проблем што таквите движења немаат континуитет. Главната причина зашто немаат континуитет е заради тоа што немаат моќ. Некои други центри каде што движат младите, таму се наоѓа моќта. И сега кога ти немаш моќ, не можеш да одржиш ни континуитет по однос на таквите барања. Или ако се навратиме на студентските протести 2014-2015 кога беа, секоја политичка партија се обидува таквите протести да ги скористи во своја насока.
или во своја корист. Класичен пример за тоа е 2014-2015, кога и по една година подоцна започнува и шарената револуција, кога всушност студентските протести се искористија како една отскочна даска за политичка промена во државата. Затоа викам, со кинување на младинските ограноци во рамки на политичките партии се дава можност ваквите организации да го кренат својот глас, да добијат на моќ, да добијат на континуитет. Оти при студентско собрание на филозофски факултет или на УКЕМ или на правен факултет ќе се покаже гласот на сите студенти. Мислиш дека се решава нешто со таков радикален шекор, бидејќи тоа е демократска придобивка сепак да има да се организираат и младите како подмладоци во партиите, тоа не е само тукашен македонски изум. Сега да те прашам и прво се вратиме на факултетот. Ти овдека живееш во Скопје, Да. доаѓаш од Битола. Да. Дали си имаш свој стан под кирија или Под во кирија. студентски дом? Под кирија. Под кирија, а Да, во во студентски дом не е поевтино, поедноставно или имаш доволно средства па? И то дека имам доволно средства, но и моментот јас сум едноставно човек кој што сака да ми види тивко во станот да ручам, да видам сам на некој начин, а студентскиот дом од една страна не го возможува тоа, но од друга страна има и многу услови кои што треба да бидат исполнети за да седиш во студентскиот дом во текот на студиите. Например, ако одиме во Гоце Делчев, јас имам многу другари. Последна една другарка од Битола ми се жалеше поднос на тоа прашање. Вика, јас како абсолвент, 4-та година, имам право да бидам во посебни соби кои што ги рачунат за студенти кои што се во 4-та година. Вика, таму студенти од 1-ва година, заради тоа што имаат пријатели во рамки на студентскиот дом Гоце Делчев, ги земат тие соби, нас не стават во посебни соби. Значи, се тука функционира преку корупција, преку непотизам и така натаму, и така натаму. А што се однесува до хранарината, дали сте задоволни од тоа што го добивате сега? Да бидам реален, поарно нешто отколку ништо. Од Добро. тој аспект, али може реално согледувајќи на тоа колку растат цените, инфлацијата во државата, сите проблеми од финансиски, од економски аспект кои што ги имаме, 150, колку беше последно, 150-160 денари на ден, мислам дека не е доволно. За жал, тоа е нашата тоа е реалноста во оваа држава. Дејан Радуловски, ти благодарам што беше гостин во Зошто. А вие, почитувани слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple, Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.